Јас денеска мислам дека сакав, мината сабота попладне сакав да изнесем оваа тема, па ете, некако се случи да брата Сливовски биде во нашата средина, па не може да не му дадеме предност. Па еве, некако беше поблиско нели до Великден таа тема, меѓутоа, сакам да кажам, барем оној дел на почетокот, воведот. Можда не има врска толку и со Великден, туку воопшто со верата на луѓето во Македонија. Добив, баш тогаш изгледа за Великден, околу Великден беше од Нихат, едно вестниче, Скопско ехо се вика, значи бесплатен неделник на македонската метропола, така да има некои интересни вести околу Скопје. И баш така и сакам да започнам на самата насловна страна има прилог кој што гласи град со 150 цркви и 120 џамии. Се однесува на Скопје, нели? Навистина многу. И интересно е 150-120 дури еднакво, уште малку. Живеат ли скопјани, прашањето е како прави верници или само градат многу верски објекти? Така е насловот. Па ја ви прочитал некои делови, како вовед во денешната тема. Вели илјадници луѓе кои во сабота навечер, се мисли на таа сабота навечер за Великден, ќе исчекуваат објавата на воскресението на Исус Христос во соборниот храм или во некоја од скопските цркви, веќе утредента во недела, токму на празничната великденска литургија, ќе ги нема никаде. Храмовите ќе бидат речиси полупразни. Тоа е контрадикторно однесување кое веќе со години го покажуваат граѓаните во градот и земјата во која дури, според статистика, 88% од луѓето за себе изјави дека се религиозни. Со што Македонија ја става на врвот на религиозни земји овде на Балканот, па и пошироко. 88% рекле дека се религиозни. Со тој процент македонците, со се скопјани, нели? Посебно се најрелигиозни луѓе во регионот. Повеќе отколку Србија, каде што 72% рекле дека се религиозни. 71% во Грција, 56% во Бугарија и така натаму. Најголемиот дел од оние скопјани кои за себе велат дека се религиозни во некоја црква, повторно ќе влезат за 8 месеци, за да го одбележат Божики. Или може би уште некој друг така поголем празник за нив значаен. На редовни литургии, ова е сега изјава на некои од скопските свештеници, вели на редовни литургии ни доаѓа ист мал број на луѓе како и пред 40 години, како и во комунизмот. Тука се едните исти луѓе кои доаѓале и во предходниот систем кој беше атеистички. Тоа не е доволно да се биде верник за какви што се сметаат, нели, многумина, велат скопските свештеници. И понатаму вели текстот, една неодамнашна анкета покажа дека секоја недела во црква или џамија редовно одат само 12,2% од верниците, односно секој 10 анкетиран. И сега изјава на некоја си верничка, да кажеме, верувам во Бога, но ретко одам во црква, само за големите празници. До сега не сум постела, не сум се ни причестувала. Знам дека црквата тоа го бара, но јас некако немам време, ниту силна волја за тоа. Имам некаков интимен однос со Бога, а некојаш ми пречи и луксузот кај свештениците. Добро. Инаку на подрачјето на градот Скопје вели има околу 150 цркви и манастири, околу 120 џамии и секој ден гледаме дека се градат нови. Јас барем еве гледам, пошто секоја недела патувам, токму кај автобуската станица една нова црква сега никне таму, православна, и се градат насекаде. Не се потребни толку цркви, вели некој друг. Потребно е луѓето да живеат во склад со верата. Проблемот е што скоро никој не ги почитува ниту половина од 10 Божи заповеди. Се лаже, се краде, се убива, за прелюба иш да не зборуваме. А на сосед вика дупка се копа.
ни прекоментира една постара жена, вика, на излезот од црква во аеродром. Оние малку пореалните скопјани ни велат дека кон црквата приоѓаат како кон адет и традиција, а не од духовност. А пазите, 88% рекле дека се религиозни, а тоа е за нив традиција. И всушност се е традиција, дури самото одење од црква. Воедно признаваат и дека не се трудат да живеат по верските принципи. Верски книги воопшто не читаат. Во семејството треба се научи дека постои Бог, кој е тој и сите други нели верски вистини. Најмногу од се треба да се види вера во практика. Родителите сами да ја живеат и практикуваат, да одат заедно со своите деца на богослужбите, вели отец Бобан Митевски. Веројатно сте го гледале некојаш на телевизија, доста активен од нив. За разлика од него, во исламска верска заедница уверуваат дека нивните верници ја практикуваат верата. Доволно е, вели, да се погледне колку се полни џамиите во петок во 13 часот, па лесно ќе се верува во тоа дека муслиманските верници во голема мерка ја практикуваат својата вера во храмовите. Добро, меѓутоа, анкетното истражување на ИПИС и на порталот religija.mk покажува парадокс со кој дури 28% од испитаниците муслимани одговориле дека воопшто не одат во џамија. Младите од моето семејство, вели дедо Ахмет, одат во џамија барем еднаш неделно, но колку живеат по верата, право да ти кажам, не можем да осетам. Дома се арни, а за надвор не знам. Сума сумарум, значи, при толку цркви, при толку џамии, не се гледа вера. Не се гледа вистинска духовност. За жал, тоа е реалност. Но сега да се свртиме кон себе, колку кај нас се гледа вера, колку ние го познаваме Христа, зашто може би нема толку жар во нашата вера, во нашето верување, во нашиот живот. Што е проблемот? Еве, тука гледаме, значи, некои од луѓето, како што вели текстот, кој што може би пореално одговориле, велат, тоа е традиција, тоа е адет, за нас не представува ништо посебно, тоа не читаме книги, не почитуваме закон, се лаже, се краде, како што видовме. И тоа е реалноста во која што живееме, мислам, тоа го гледаме секојдневно. Како е кај нас и како е со нас? Еве да го ставиме вестникот, да отвориме Библијата. Но на почеток би ве запрашало и верувам дека сите ќе се сложите со мене, секој од нас во оваа економија денешна, во денешен живот и живење, верувам дека сака попусти. Одите сигурно да купите некаде кај што има попуст. Колку и да тој изгледа попуст, или дали е попуст, тоа е прашање. Меѓутоа, сакате да ќарите нешто, нели, на некој начин, да ви остане некој динар повеќе. Тоа е борба за живот. Ја ќе ви кажем пример од скоро. Значи, на Facebook дори ги имам како пријатели Tinex маркетите, има во Штипе Tinex маркети, нели секој ден тамо, како беше понеделник, вторник, среда, четврток, има некој попуст на некој производ. И да, реално ќе видите дека и самите многу се користат со финти при тие така наречени попусти, но како и да е, имаше тој ден, не знам што ден беше, Первол, оној течен детергент за перење, наводно намален од 550 денари на 306 денари, како што се сеќа. Значи скоро 50% намаление. Значи тоа ве тера да отрчате и да грабнете 1, 2, 3, колку таму дозволуваат. Како па тоа не се испушта таква прилика? Меѓутоа, ако одите по другите маркети, ќе видите дека тој истиот Первол 4 литарски е 400 денари. Што значи дека, окей, во ред, ние купивме два тогаш, че еден од тој плавиот, еден од црниот, и ете, си викаш сега си заштитил 500 денари. По 250 денари, од прилика на еден, 500 денари. Уствари ти си заштитил, да, 200 денари. Ама не 500 денари. И тоа само како пример со што се служат и како се служат. Меѓутоа, да оставиме тоа настрана, да читаме во Матеј 13 глава. Одиме во тој правец на размислување. Дали трчаме по вистинскиот ќарда, така се изразам, по вистинските вредности во животот?
Матеј 13 глава, од 44 стих. Читаме па до 46. Ова глава, како што знаеме, изобилува со параболи, веќе кои овде се спомнати две во овие 3 стиха, значи кратки, меѓутоа силни параболи, вели, и пак Царството Небесно е слично на благо сокриено во нивата, кој човекот го нашол и го скрил. Па во својата радост оди и продава се што има и ја купува таа нива. И пак Царството Небесно е слично и на трговец кој бара убави бисери. А кога ќе најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Сега ќе речете каков ќар сега, тука каков попуст, мислам. Да продадеш се, за да ја купиш таа нива. Нормално со сознание дека го имаш богатството тамо во нивата. Или бисерот. И знаете, едно од толкувањата на овие параболи се дека тоа богатство, тој бисер е самиот Исус. Ако размислуваме духовно, и за оние кои што духовно размислуваат, не за светот надвор, за жал, што еве видовме колку веруваат, ќе видиме дека тоа и како е ќар. Мислам, најголема загуба е да го немаш Христа и да останеш со тие 50, 60, не знам колку Господ ќе ти даде години да живееш на оваа земја. Ајде сега во Филипјаните 3 глава, ако се кажате пред 2 саботи, се задржавме на овој текст, иако зборувавме тогаш за силата на неговото воскресение, овој текст има многу што да се види, па да отвориме пак во Филипјаните 3 глава, самиот Павле, зошто Павле сметал се за загуба? И трици, да, само за да го запознае Христа. Силата на неговото воскресение, вели таму, да има и удел во страдањата негови. Што препознал во Христа? Ајде, читаме од 7 стих. Нели, најнапред, кажува, ако треба да се фалам, јас можем текако многу да се фалам, но потоа вели, но тоа што ми беше некојаш придобивка, значи сите тие негови факултети, кои што знаеме, еден од најучените, меѓу учениците, апостолите, но сето тоа што ми беше некојаш придобивка, тоа го сметав за загуба заради Христа. Во суштини, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа. Неколку пати Павле повторува. За вакво нешто да кажеш, тоа значи дека навистина знаеш која е вредноста што ја има Христос за тебе во животот. Се друго е поневредно. Дали затоа што луѓето не ја гледаат вредноста во Христа што можат да ја имаат, да ја добијат, и то така на поклон. Спасението нели е така. Дали заради тоа луѓето формално ќе отидат 2 пати во црква, или пак можеби и ние, иако секој сабота сме тука, па можеби некој од нас така формално, или по традиција си доаѓа во црква. Па нели прашање секој за себе. И дали можеби жарот е изгаснат и не е толку силен, токму поради тоа што изгубило вредност, вистинската вредност изгубила вредност во нашиот живот. Христос. И нешто друго можеби не е поважно во животот. Што и да е тоа, се замараме со се и се што. Да кажеш вакво нешто дека се сметаш за загуба, само за да го запознаеш, значи, само заради преважното познавање на Христа, пази, вели, преважно познавање, нема ништо поважно од тоа. Мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа и да се најдам во Него, немајки своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата. 10 стих, за да го познавам Него, повторно, и силата на Неговото воскресение, и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртвите. За вакво нешто да кажеш, како Павле, тоа значи дека си сватил колкава е вредноста што ја имаш во Христа. Никако поинако. Да отворим сега во Дела, Апостолски 27 глава. Кога истиот тој
Павле, патува за Рим, он што го носат за Рим. Сеќавате на онаа бура и бродолом што ги имаат. Овде се користи тој истиот израз, загуба, штета. Затоа и сакам да ги прочитам овие неколку стиха. 27 глава, од 9 стих ги читам. Докато помина многу време, пловењето веќе беше опасно, зашто и постот веќе беше минал, Павле ги советуваше. Велејќи мажи, гледам дека пловењето ќе биде со мака и со голема загуба. Не само за товарот и бродот, туку и за нашите души. Може значи ние да испогинеме. Но не бил послушан, стотникот вели, повеќе му веруваше на кормиларот и на собственикот на бродот, отколку на Павловите зборови. И доаѓа неволјата, потоа читаме од 18 стих. Бидејќи не зафати жестока бура, на другиот ден почнаа да го исфрлаат товарот. А на третиот ден со своји раци ја исфрлија опремата од коработ. 27 глава Дела апостолски, се извинувам, може не спомнат или не слушате, не знам. Дела апостолски, 27 глава, 18 сте, сега стих читам. Не, 18. Читав од 9 до 11, па сега сум на 18 стих. Бидејќи не зафати жестока бура, на другиот ден почнаа да го исфрлаат товарот, а на третиот ден со своји раце исфрлија опремата од коработ. Кога ти е мил животот. Дали може би тогаш во такви моменти ќе сватиш што е вишок и што е безвредно и што треба да исфрлиш од својот живот. Бидејќи повеќе денови не се покажаа ни сонцето, ни звездите, а силната бура не попушташе, че пазите, во тоа време немате сонце, немате звезди, не знаете кај одите, сушност. Бура околу вас беснее. Најпосле исчезна секоја надеж дека ќе се спаси. Замислите ситуација. Безнадежна. А после долго нејадење, Павле застана меѓу нив и рече: мажи, требаше да ме послушате и да не тргнувате од Крит. И ќе бевме поштедени од оваа неволја и штета. Само уште овде, во Новиот Завет се користи тој исти израз, што се спомнува во Филипјаните 3 глава. Штета, загуба, зијан, да, зијан и кјар, нели? Да го имаш Христа, да го познаваш Христа, тоа значи си најбогат. Тоа не само за овој живот, тоа ти гарантира и влез во новиот живот, во вечниот живот. Не знам зошто, тоа го губиме можеби од вид, па затоа ни се гаси жарот, ревноста. Затоа што некои други вредности се појавуваат во нашиот живот. Се е џабе, ако го немаме Христа, навистина. Марко 10 глава, ајде да се подсетиме на една ситуација, што му велат учениците, мислам дека беше Петар, да, како оној кој што е тука прв да коментира. 10 глава Марко од 28 до 30 стих. Петар, значи ова е после средбата со богатиот младиш, знаете, она средба на богатиот младиш со Исуса, и како богатиот младиш е испуштил оваа шанса, затоа што не ја видел таа вредност во Христа, како што за жал мнозина ќе ја испуштат, затоа што исто така не ја гледаат вредноста што имаат во Христа. И после ова средба Петар вели, гледајќи го сето тоа што се случило, вели, Петар почна да му зборува: гледај, ние оставивме се и одиме по тебе. Оставивме се. И одиме по тебе. И што ќар сега ќе имаме со други зборови? Што ќар имаме од тоа? Да. Сетете се на Петар, значи имавме во пуката каков бизнес имал, мислам со што се бавил, не само Петар и останатите, нели, повеќето рибари. Оставиле сето тоа и тргнале по Исус. Исус им одговори и рече: вистина ви велам, нема никој кој ќе остави куќа или браќа или сестра или мајка или
татко или деца или ниви заради мене и заради Евангелието, а да не прими сега 100-кратно. И се зависи кој како го сваќа тоа. Дека ќе имате 100 куки. Меѓутоа, ќе имате браќа, ќе имате сестри по цел свет, секаде каде и да отидете, да можете некаде да глава да склоните, нели? Сега 100-кратно во ова време куки и браќа и сестри и мајки и деца и ниви заедно со гонењата, добро, во ред, тука се и неволите, заради Христа, а во едниот век вечен живот. Какви убави зборови, а? А за жал мнозина заради куќата, заради не знам што, ќе го остават можеби Бога, губејќи ја вид вистинската вредност. Негова. А тоа е во суштина не доволно познавање. Затоа Павле вели, се светам за загуба само заради преважното познавање на Христа Исус. Дали ние го познаваме Христа? Дали ние го познаваме Господа? Дали во суштина сваќаме, еве, зашто сме 20, 30, може би 50 години во црква и го живееме овој живот? Штета би било на крајот да ја загубиме вечност и Христа. Само заради нешто друго. Сега да видиме во неколку примери само во овој втор дел од темата, зашто луѓето не ја препознаваат таа вредност во Христа. Зошто? Зошто може би и ние? Случајот таков кај нас. 53 глава Исаија. Ајде да се сетиме на овие пророчки зборови. 53 глава Исаија. 2-3 стих. Израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да би се загледале во него, ни милозливост, за да би ни се допаднал. Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат од страдањата, од кого секој го срамуваше лицето. Беше презрен и за ништо го сметав. Ова не значи дека Исус бил грд. Не. Меѓутоа Исус бил просечен. Исус не се разликувал нешто многу од другите. Луѓето не ја гледаат вистинската вредност во него, затоа што едноставно за нив тоа е нешто просечно. Не гледаат ништо посебно. Дури вели овде го сметавме за ништо. Дури испод просек. Марко 6 глава. Ова нешто допира, овие стихови допираат до она што Јани, мислам минатата сабота го зборуваше. Марко 6 глава, од 1 до 6 стих. И отиде оттаме и дојде во својот роден крај, а неговите ученици одеа по него. И кога дојде в сабота, почна да поучува во синагогата, во Назарет. И мнозина кои слушаа се зачуди и рекоа, од каде му е ова нему? И каква е мудроста што му е дадена? И какви чудеса прават неговите раци? Меѓутоа потоа велат, а нели овој дрводелецот синот на Марија, и брат Јаковов, и Јосиин, и Јудин, и Симонов? Па ние го знаеме. Не е ништо посебно дрводелецот. И не се ли неговите сестри тука меѓу нас? И се соблазнија во него. А Исус им рече, пророкот не е без чест, освен во својот роден крај и меѓу своите роднини, во својата куќа, па и меѓу својот народ, ќе се испостави на крајот, меѓу своите дојде, своите не го примија. И не можеше таму да направи никакво чудо, освен што исцели малку болни, полагајќи ги рацете врз нив и се чудеше на нивното неверие. Го знаеме сите. Еден просечен човек тука од нашиот крај, дрводелецот. Луѓето не можат да ја видат вредноста во Христа, затоа што можеби недоволно време поминуваат со Божјата реч. Недоволно, не сакаат едноставно духовни работи. Луѓето се телесни, нели? Самите ние по природа сме такви. Тоа е една од причините. Ке наведеме неколку, може би има и многу повеќе, секако дека има. Меѓутоа чисто да се подсетиме на некои моменти. Јован 6 глава, позната глава, која што често пати обработуваме за време на Света вечера. Знаеме што овде се случува.
тешка беседа за присутните. Тешка беседа дури за учениците. Сите трчаат по него за јадење, за лепи риба, така речено. Сите гледаат некој ќар, земски, материјален. Но Исус нешто друго им изнесува овде. Суштината. Вели 6 стих, мнозина неговите ученици штом го чуја тоа, рекоа, тешка е ова беседа, кој може да ја слуша? Дали кој им вели, треба да го јадете моето тело, да ја пиете мојата крв. Инаку немате учество, нема спасение. 6 стих, оттогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Откако почна да ја врти темата, да ја изнесува суштината Исус, која сватија дека го нема оној ќар кој што тие го очекуваат кај него, го напуштија. Не одеа веќе со него. А Исус им рече на 12 мината да не сакате и вие да си отидете. Исус нуди многу повеќе од овој свет, многу повеќе од она што е видливо, но луѓето, за жал, трчат по видливото. Секавате, неодамна баш во Коринќаните го обработувавме оној текст кај што Павле вели, видливите нешта се, како велеше текстот? Видливите, зборам за видливите. Значи, видливите се привремени, минливи, да, но оние што се невидливи, тие се вечни. Затоа е потребна вера. Затоа е потребно и време да се помине со Исуса, да се види вистинската вредност. Исус е тој кој што многу повеќе нуди од овој свет, но луѓето сакаат нешто опипливо, за жал. Тоа е можеби една друга исто причина, поради која не ја гледаат вредноста во него. Матеј 11 глава. Од 16 стих. А со што да го споредам овој род? Личи на децата кои седат по трговиштата и им викаат на другарите, велејки, ви свиревме на свирол и не игравте. Ви пеевме жални песни и не жалевте. Зашто дојде Јован, кој ниту јаде, ниту пие, а тие велат, има демон, демонизиране. Дојде синот човечки, кој јаде и пие, па велат, еве човек, лаком и пијаница, пријател на цариници, на грешници. И мудроста се оправда преку незините дела. Никако да им погодиш на луѓе. Ако не јадеш, нешто не е во ред со тебе. Ако јадеш, ти си изедник, ти си пијаница, како што велат овде, лаком. Никако да им погодиш на луѓе. Значи, едноставно на луѓето не им се допаѓа, како таков. Не им се допаѓа. Ни се води, ни се тера, да. Понекогаш и ние може би сме такви. Јован 18 глава. Глава Јован, Евангелие по Јован. 37-38 стих. Ова е средбата со Пилат, неговото судење. Пилат на тоа му рече, сепак си цар. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша мојот глас. Пилат му рече, што е вистина? Колку клучно, колку битно прашање. Што е вистина? Меѓутоа, дали го дочекало одговорот? Ја не спомна за време на пуката. Толку многу сакал, гледал начин да го ослободи, но подклекнал под извиците на толпата. Вели, што е вистина и не дочекал одговор. Што му рече тоа? Излезе, пак кај јудејците им рече, јас не наоѓам никаква вина во него. Понатаму Пилат се обидува да го ослободи, гледа дека е невин, меѓутоа
некако не е заинтересиран за оние најбитните прашања. Не дочекал одговор. Да се подсетиме на Феликс во Дела апостолски. Слична реакција. Дела апостолски 24-25. Ако вас зборуваше за праведност, за воздржувањето, за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори, Павле кој му зборува, сега оди си. И кога ќе најдам време, пак ќе те повикам. Луѓето немаат време. Секават и во текстот читам. Одам на големи празници, една од испитаниците таму што велеше, ама немам време јас за некоја поголема посветеност, немам време ни да читам литература и така натаму. Имаме ли ние време или не го наоѓаме? Како завршил Феликс? Како завршил Пилат, за жал? Затоа што ја испуштиле златна прилика, затоа што не ја согледале вредноста што има во Христа. Тоа се луѓето. Луѓето немаат време за вистинските нешта. За се друго ќе најдат време, меѓутоа за вистинското немаат. Некако живееме со такво темпо, во такво едно општество, каде што и ние сме притиснати од истиот проблем. Ѓаволот ни го краде времето со разни работи. И се потешко и потешко наоѓаме време да го запознаеме Христа, да оставиме се. Се друго не е битно во споредба со познавањето на Исус Христа. Што кажа Павле? Да не дозволуваме да ни го краде времето со други работи. За жал, луѓето денеска не ги интересира вистината. Мнозина од нив. Затоа и не доаѓаат кај Христа. Ке завршам со Јован 17:3. Познат текст. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог Исуса Христа, кога си го пратил. Дали го познаваме, дали доволно го познаваме? Ако доволно го познаваме, тоа што ќе се види во нашиот живот. Не само што ќе бидеме редовни секоја сабота тука, туку и ќе бидеме ревностни и во служењето, во службата. Нема нашите дарови да ги користиме максимум, да речеме на работното место каде што сме. Зашто? Затоа што таму гледаме некој ќар, нели? Ете, нели секој од нас треба да живее, добива плата за тоа, а оваму во службата често пати се наоѓаме во ситуација да нема кој да послужи. А секој од нас има дар. Секој од нас може да излезе и да каже нешто тука и да го прослави Господа, некој да испее, некој да изрецитира и така натаму. Значи, треба секој од нас да се запраша дали добро го познаваме Христа, дали времето го поминуваме со Библијата, запознавајќи го Христа, дали ѓаволот ни го краде времето со други глупости, дали ја гледаме вистинската вредност во Христа, за да кажеме како Павле, се друго сметам за загуба. Се е џабе ако го немам Христа. Нека Господ ни помогне да гледаме во вистинските вредности, да се залагаме за вистинските вредности, да не го трошиме времето за други работи. Нека му е слава на Господа за се. Амин.